Денес е Велика сабота, денот меѓу смртта и воскресението. Сабота значи покој, ден на покојникот. Во случајов, ден на најголемиот покојник, Исус Христос. Денес Велика сабота, Господ Исус Христос е во гробот и обичај кај нашиот народ на овој ден да остане покрај гробот на Господ Исус Христос. Ова е ден на оплакување на покојникот, но и ден определен за чување на гробот. Денес сме кај Исусовиот гроб. Се поклонуваме пред плоштеницата која го представува телото Господово положено во гроб. Се протнуваме под неа на колена, со понизност го чекаме воскресението. Вака ќе биде се до полнок, кога во сите христијански храмови ќе се објави најрадосната вест – Воскресението Христово. Целата историја, целото битисување преку создавањето на светот од Адам и Ева кога настанал првородниот грев, бил човекот во исчекување кога ќе дојде Месијата за да го спаси човечкиот род од првородниот грев. Тоа се случува токму на Христовото воскресение, која е гаранција и за нашето воскресение после нашата смрт. Честитки за Великден до сите верници испрати градоначалникот на Штип, политичките партии и издруженија. Секако дека тој празник треба да ги изближи луѓето, да сподели радост. Ја користам приликата на сите им посакам да имаат многу добро здравје. Убаво да си поминат за празникот, да пречекаат многу гости. И секако, Воскресението Христово да не донесе напредок и благодет на сите. На сите христијани им го честитам престојниот великденски празник со желба за мир, благосостојба и среќа, здравје во нивните семејства. Би сакал во свое лично име и во име на Општинската организација на СДСМ Штип на сите верници од православна и католичка вероисповест да ви ги честитам предстојните великденски празници со желби за многу здравје, лична и фамилиарна среќа и благосостојба. Да го честитам меѓу најголемите христијански празници Великден, убаво да се поминат, да се живе и здрави и слободните денови стварно да ги поминат на позитивна енергија и да се дружат. Желби со заекнување на верата во Бога, љубов, здравје и берикет на верниците им посакаа и од Социјалистичка партија.